ние продолжуваме и со вториот гостин, односно чест ми е што ќе можам да најавам дека во студио ни гостува Григор Јаковлевски, тоа е дел од тимот од студентите од УКИМ кои што го направија и го формираа првиот македонски болид за Формула студент, така што ќе имаме навистина многу прашања за тоа што ова е инспиративна иноваторска приказна. Пред се благодарам што си дел од Македонија наутре, што ќе може да поразговараме како се роди самата идеја, но и што е она што ново во моментов подготвувате. Ви благодарам на поканата пред се. Идејата всушност не се роди кај нас, туку концептот на Формула студент постои веќе со години и години. Односно другите тимови постојат веќе 15-20 години. Кај нас идејата ја донесоа два студенти на машински. Има амбиција околу мотоспортот, има амбиција околу формула и сака нешто ново на нова Македонија да донесе што може на студентите да им ја поврза тоа теоретско учење со некоја практична примена. Да. Кој го инициираше проектот, ева, дел од студентите кои што веројатно се страствени навивачи на Формула 1, па сакале да се направи нешто вакво и кај нас, меѓутоа како се оформи тимот? Какви беа критериумите, кој студент во кој дел да се вклучи? Како и всушност на крајот на денот испадна да бидете и вие дел од овој тим? Дефинитивно сите поминуваат да кажеме не се специфично ригорозни, но се некои мерки за да обезбедиме дека луѓето што ќе бидат во тимот знаат да си ја завршат работата и ќе си ја завршат работата. Со тоа почетокот на тимот беше целосно колеги и другари на тие што го инициираа проектот, но понатаму се одржуваат интервјуа за секоја специфична насока што ја има во тимот и интервјуата се состојат од технички и нетехнички прашања за да може да се одлучи дали членот би сакал дали навистина сака да присуствува во тимот, дали навистина може да посвои време да посвои своето драгоцено сопствено време да го одложи за нас, за Формула тимот, да работи на некое тркачко возило, дека сепак ова е на некој начин е година дена работа без да видите некој значителен успех и на крај се 5 минути од најубавото нешто во животот што сте го виделе. Тие 5 минути не се наистина вредни за сиот труд кој што сте го вложиле. Да, и пред самиот разговор споменавте дека навистина голем дел од вашето секојдневие всушност одзема подготовката на болидот и самото учество на надпреварот на кој што се представивте во Хрватска, меѓутоа колку студенти бевте вкупно и од кои факултети се, затоа што од самата идеја преку тимската работа до реализацијата има навистина многу подточки на кои што треба добро да се одговори. Да. Значи почетокот беше со два студенти и тој број цело време расте и опаѓа, со тоа што студентите имаат и нивни задачи што треба пред тоа да ги завршат, се разбира образованието на прво место. Но бројката растеше до 20 на студенти што беше бројот лани што го имавме. И оваа година среќен сум да најавам дека имаме над 40 студенти што го формираат тимот и тоа се сигурно и над 20 нови членови што се приклучиле годинава. Исто така и во јануари ќе имаме ново објавување за приклучок на членови, така што секој што е заинтересиран може да дојде и да се пријави. И нашата цел е тимот да расте, односно на што е можно поголем број на студенти да им обезбедиме некоја практична обука на некој начин. Целиот процес на изработка на болидот веќе ни кажавте дека траел околу година дена, што навистина е долг период, меѓутоа како изгледаше самиот процес, односно еве овие 40 на студенти кои што веќе се дел од тимот, кој каква улога има и како постепено оди самиот процес на креирање? Да, всушност ние работиме како една мала фирма, односно сите членови се делат на неколку тимови, како пример технички тимови, нетехнички тимови, односно маркетинг, спонзорства, логистика и потоа техничките што се електроника, погон, кинематика и динамика и шасија. Сите работат на задачи што ќе им ги оддели лидерот, односно има еден лидер на секој тим и тој одлучува што ќе се прави конкретно во годинава. Исто така не е целосно негова одлука, бидејќи сите тие лидери составуваат еден борд, да кажеме, на кој што сите заедно се договараат како ќе тече годината и како ќе тече процедурата на создавање на возилото. Но
самото возило од концепт до вистинско оди од неколку фази. И тоа се првобитно е дизајн, каде што ги дизајнираме самите компоненти, тука исцртуваме сите делови што ќе ни требаат на болидот, ги пресметуваме, испитуваме дали ќе бидат добри и понатаму ги пренесуваме во изработка. И вториот дел е производство, односно изработка, што го запаќа најголемиот дел. И тука исто така ова ни беше најголема техничка пречка на некој начин. Да, тоа е едно секако од прашањата, која би била најголемата техничка пречка, која што успешно на крајот тимот ја решил. Да, всушност таа техничка пречка беше премостувањето од дизајн во физички продукт. На нас не ни беше како студенти јасно дека од кога ќе нацртаме нешто за да го произведеме апсолутно исто како што сме го нацртале, треба да поминеме низ некои потешкоти. Но имавме некои процеси на адаптација каде што успеавме да ги прилагодиме. Значи, од кога цртежите ќе се претворат во реалност, потоа ги прилагодуваме на цртежите доколку не се целосно точни, да кажеме. Ти си дел од машинскиот факултет, меѓутоа во кој тим беше, односно која беше твојата задача во текот на изработката на болидот? Јас бев во тимот електроника. Претходната година цела година бев член на електроника. Таму работев со сите заедно членови на електроника со цел да изработиме ожичување на колата и сензори и се тоа. Годинава имам трошка позначена улога и сум лидер на електроника. За среќа бев промовиран. Лидер на електроника и на спонзорство, што значи дека јас се трудам да обезбедам се што е електрично во колата да работи, но исто така и да обезбедам финансии, делови и на некој начин поддршка од сите надворешни компании, што ни помагаат, спонзори, што е до некаде се покажи потешко од техничкиот дел, дека како да кажам, не е нешто што сум се запознал претходно во животот, и е нешто од кое што многу учам. Секако, меѓутоа веројатно и нешто од кое што зависи многу финалниот продукт и како вие ќе се представите. Ја спомена поддршката, меѓутоа колку поддршка имавте од самите професори и колку во моментите каде што сте имале било каква пречка, без разлика дали станува збор во самото креирање или паралелно со испитите и предавањата, колку ве бодраа? Да, значи професорите и особено асистентите во моменти каде што имаме пречки ни помагаат премногу. Нивната помош е апсолутно значајна за нас, но сакам да напоменам дека ова е 90% од студентски труд. Односно ние се трудиме и работиме на проектот, се дур не удриме во некоја пречка каде што апсолутно не можеме да ја решиме без некоја надворешна помош. И тогаш можеби се консултираме со асистенти и професори, ама кога доаѓа до тој момент се апсолутно многу љубезни со нас, сакаат да ни помогнат, сакаат да работат со нас. Да, веќе го подготвувате и вториот, сосема нов болид, кој што веројатно некаде при крајот на наредната година, ако добро разбрав, ќе биде представен. Меѓутоа, на кратко само за вашето прво искуство во Хрватска, на самиот надпревар, каква беше конкуренцијата, што се случуваше таму и она што издвоивте на самиот почеток дека трае целиот процес една година и се завршува во 5 минути, меѓутоа вредат. Да. Така што какво беше целото искуство за вашиот тим? Значи, искуството беше нешто што до сега не сум го видел. Беше соединување на, да зборам специфично за Хрватска, беше соединување на над 50 универзитети, кои што носат сите по минимум 15 студенти. Значи, на самиот настан имаше над 1100 студенти. Тие сите престојуваат во камп, односно во шатори спиеме, се тушираме во заеднички тушови што ги организира организацијата. Значи, целиот тој настан ги сплотува студентите на некој начин. Не обезбедува да се дружиме, да имаме колегијалност, а не само конкуренција. И кога збориме за самиот технички настан, тој се одвива во неколку фази. Има статички прегледи, има динамички прегледи, каде што на статичките ни ја прегледуваат колата дали е исправна, а на динамичките на некој начин ја возиме колата.
всушност не ја возиме меѓу себе студент со студент, туку се вози... Имате и формула возач. Да, имаме формула возач на некој начин, да, но ја возиме на време, на некој начин дека целта на настанот на прво место е да има безбедност и тоа не можеме да обезбедиме безбедност ако има над 50 тима на траката. Ама да, извинете, после динамичките евенти, усвари можам да ги кажам динамичките евенти посебно, тоа се мерат во забрзување, во кривина брзина, мерат цела трака возење и исто така последното е издржливост. А самиот настан можам да го опишам како незаборавно искуство за секој што може да се пријави, бидејќи не е нешто што би можеле да го очекувате. Мислите дека ќе работите цело време и да тоа е вистина, но самата дружба после работата е нешто што го прави толку позначено. Дали поголемиот дел од тимот кој што работеше на македонскиот болид и претходно биле фанови на Формула 1 или веќе после самата работа и после таа година дена од после сега сте фанови и следите, односно дали ве заинтересира и тој свет на трките? Можам да почнам со мене за пример. Јас пред да се приклучам во тимот не бев воопшто заинтересиран за формула. Не сваќав што е интересниот дел да гледаш колички како возат по кругови, но всушност од кога се пријавив во тимот и од кога бев на самата трка, тоа ми роди некоја пасија за проектот и за мотоспорт општо, што значи дека самиот проект може да ви создаде многу амбиции, но мислам дека поголемиот дел од членовите се пријавуваат бидејќи гледале формула и гледаат формула и ги интересира нешто слично. Одлично искуство имавте на надпреварот во Хрватска. Верувам дека за овој втор нов болид кој што веќе се подготвува, многу сте научиле и од самото надпреварување и дека дел од работите кои што таму сте ги стекнале како искуство ќе бидат применети и за новиот болид, па околу новиот проект, што се случува во моментов, по што ќе се разликува од првиот болид, каде ќе го представите? Да, значи новиот болид ќе биде нешто ново, бидејќи сега сме научиле. Претходниот болид ни беше прв, ова ќе ни биде втор и мислам дека од првиот болид од некои 2 години искуство имаме многу што сме научили и што можеме да научиме. И затоа мислам дека новиот болид ќе биде нешто подобро. Ќе се подобриме од аспект на моторот, ќе се подобриме од аспект на аерокитот, односно конечно колата ќе има крилја како што има и на формула предни и задни. Ќе се подобриме од аспект на динамиката и кинематиката, но пред се за да се подобриме на овој начин ни треба каква било поддршка од македонските фирми. Ние тоа што го правиме се е поддржано воглавно од компании што веруваат во нас, веруваат во нашата амбиција и во нашиот потенцијал. Но станува очигледно дека во Македонија ретки се тие фирми што стварно сакаат да ни помогнат и на некој начин ова е апел до компании што го гледаат ова и што можеби би сакале да помогнат да се изгради некоја македонска студентска организација каде што студентите можат да учат, каде што студентите напреднуваат на практично и на техничко ниво, ама исто така и вежбаат тие така наречени меки вештини, дека например јас до сега само од формула студент имам зборувано 4 пати јавно и како да кажам, секој пат се осеќам дека трошка подобро ми оди. Да. Секако навистина, мислам тоа е едно од целените прашања, колку ова што работевте на еден ваков голем проект ви значи на секој студент поединечно, а особено нели како тим, и како еве лично вие што сметате за ваквите студентски инженерски проекти во Македонија, колку недостасуваат, дали треба да има повеќе вакви, мислам, успеси секако треба да има, но проекти каде што олкав број на студенти може да се вклучат? Да. Дефинитивно недостасуваат. Во последно време имам приметено голем број на повеќе хакатони, надпревари, места каде што студенти можат да се пријават и да учествуваат на некој ваков практичен начин, но мислам дека мора да се одвои повеќе внимание на тој дел од образованието. Самото тоа да одиш негде и да работиш физички или нешто да примениш од тоа што си го учел до сега е
огромно искуство и е преценето, мислам, безценето. Посакувам многу среќа за новиот проект, односно новиот болид кој што веќе мислам дека се започнати подготовките околу дизајнот по моментов, така? Да, значи почнати сме со дизајн, производството наскоро ќе почне. Баш сега студентите, колегите наши од шасија ќе произведуваат шасијата. И понатаму надежно до пролет следната година ќе имаме некој готов производ што може да започне со тестирање. А потоа секако и представување на самиот болид, меѓутоа и на нас како држава. Благодарам многу за денешното гостување. Се надевам дека ќе имаме и повторна средба за да пренесеме нов успех, исто како и првиот пат. Благодарам. Благодарам уште еднаш. Тоа беше разговорот со Григор Јаковлевски, дел од тимот студенти од УКИМ кои што го направија првиот македонски болид, а секако веќе се подготвува и вториот.